Се чини дека фракцијата во ДУИ нема да го остави на Раат Ахмети. Немаат план да се отцепат од партијата, а ги демантираа и гласините дека ќе коалицираат со БЕСА. Остануваат во ДУИ, велат борбата ќе се води од внатре. Дека одвратте врие, веќе е познато. Но она што е нејасно, се константните кодирани пораки кои се ги упатуваат интегративците меѓу себе. Последна е она на првиот вице-премиер Груби, кој на социјалните мрежи постави фотографија со него и Ахмети на видеоповик. Двајцата во тренерки. На фотографијата тој напиша: "Цигара за ќеј вечерва, со чадот право нагоре. Запамтете го овој ден, пријатели." На што се однесуваше оваа слика прикачена на социјалните мрежи не се знае. Дали можеби заради поставувањето на камен-телмелникот на коридорот 8, каде речиси цело раководство на ДУИ беше присутно, дури и оние кои немаа државна функција. Или пак сакаше да упати порака колку се тие важни и со кого се сретнуваат. Никој не знае што сака да каже Ахмети со чадот право нагоре. Дека двосмислени пораки континуирано се испраќаат е факт и изјавата на неформалниот лидер на фракцијата Меджити, кој му порача на Ахмети да не го гори органот заради една болба. Неверојатно, алудирајќи на Груби, кој нив име трн во око. На тоа Али Ахмети барем јавно ништо не кажа, само си запеа народна песна и ја закачи на социјалните мрежи. Расколот ја достигнува својата кулминација. Ни централните претседателства на ДУИ не успеа да го решат меѓусебниот проблем. Меджити и неговите поддржувачи решија да бидат фракција и луто замина од состанокот. А Ахмети им порача дека фракции според статутот на ДУИ нема. На тоа фракционерите го обвинија Ахмети дека и тој го прекршувал статутот. Фракцијата ќе биде активна во иднина, ќе има своји структури и ќе ги презентираме не само структурните разлики, туку и програмските и нашите политички идеи и позиции за секоја тема. Точно е дека тоа го нема во статутот, но во Демократската унија за интеграција многу работи беа преземени и поважна беше политичката волја отколку статутарната норма. Инаку фракцијата најавуваше и онлайн петиција за разрешување на Груби, но резултатите засега не се објавени.